Македонија и Охрид пред 11 века Охрид пред повеќе од 11 века не била некоја европска провинција, туку значаен, образовен, културен и духовен центар. Не бил некоја европска провинција, туку значаен, образовен, културен и духовен центар во кој се ширела писменоста и цивилизацијските вредности. Во кој се ширела писменоста и цивилизацијските вредности. Заедно со својот духовен брат Свети Наум Охридски. А заедно со својот духовен брат Свети Наум Охридски, овие два ревностни следбеници на учителите Свети Кирил и Методи ќе ја создадат Охридската книжевна школа. Овие два ревностни следбеници на учителите Свети Кирил и Методи ќе ја создадат Охридската книжевна школа. Тој е најстар словенски универзитет, издигнувајќи го Охрид во духовна и културна престолнина на овој дел на Европа. Тој најстар словенски универзитет, издигнувајќи го на таков начин Охрид во духовна и културна престолнина во овој дел на Европа. Од овде, од Охрид, 3500 нивни ученици ќе се наоружат со знаење и ќе се распостелат како зраци од исток до запад. Од овде, од Охрид, 3500 нивни ученици ќе се наоружаат со знаење и ќе се распостелат како зраци од исток до запад и од север до југ, за да го шират Божјото Слово и човечката наука, гаснејќи ја на писменоста и осветлувајќи го светот со знаење. И од север до југ, за да го шират Божјото Слово и човечката наука, гаснејќи ја неписменоста и осветлувајќи го светот со знаење. Токму затоа и денес безвременото дело на Свети Климент е нашата духовна, културна и национална инспирација. Токму затоа и денес безвременото дело на Свети Климент е наша духовна, културна и национална инспирација. Нека ни е честит и долговечен денешниот Свети Климентов ден. Ви благодарам. Нека ни е честит и долговечен Свети Климентовиот ден. Ви благодарам.